Како и секоја година, муслиманскиот свет го празнува месецот Рамазан. Оваа година празнувањето на светиот месец Рамазан започна во саботата, а ќе трае се до 24 јуни. За време на овој месец верниците од зора до залезот на сонцето ќе бидат без храна, вода и пушење. Светиот исламски лунарен месец Рамазан во земјава, како и во Саудиска Арабија и Обединетите арапски емирати, почнува од утре, соопштија синоќа верските власти во земјите. Рамазан е месец на простувањето, покајувањето и милосрдието, можност муслиманите да станат сочувствителни со луѓето кои имаат потреба од помош, доброволно лишувајќи се од храна и вода. Секој правоверен кој ќе ги почитува постите, не треба да јаде ниту да пие од изгреј сонце до зајди сонце. Во тоа време треба да се воздржува и од сексуални контакти. Со ова се здобиват со многу корисни добивки, кои се многу бројни, а јас се надевам и користам прилика во овој момент на сите припадници од исламска вероисповест да му се прифати постот од страна на возвишениот Аллах Джелешануху, да му се прифатат сите верски обреди кои ќе ги прават во овој месец и му посакувам лесен пост. Над 1,5 милиарди верници од цел свет во текот на овој месец планираат да ги спроведуваат постите, пракса што се смета за еден од столбовите на исламот. Од оваа обврска, меѓутоа ослободени се патници, војници, возрастни и болни луѓе, бремени и жени кои дојат. Празнувањето на светиот месец Рамазан започна во саботата, а се она што е поврзано токму со празнувањето на овој месец, значењето на месецот Рамазан и се она останато што е поврзано, денеска ќе дознаеме токму од муфтијата на исламската верска заедница во Битола, затоа добре дојде, веќе му посакам на Амит Расими. Добре ни дојдовте во студиото. Добро ве најдовме, благодарам на поканата. Како што кажавме, во саботата веќе почна празнувањето на светиот месец Рамазан. Овие она што е најинтересно на почеток, знаеме дека секоја година не е истиот датум кога започнува да се слави, односно да го празнувате овој празник. Зошто е тоа така? Која е врската и како се одредува датумот на празнувањето? Значи, на почеток сакам да ги поздравам сите гледачи на вашата телевизија. Тоа се случува секоја година што месецот Рамазан има поместување од причина што месецот според исламскиот календар најмногу може да има 30 дена или 29. Никогаш не има 28 или 31 ден. И месеците според месечината во која се базира исламскиот календар, според месечината годината има 355 дена. Не како што е според другиот календар 300, ние кои го практикуваме овде во нашата држава, 365 дена. Тие 10 дена, некојаш 9, го прават ова поместување да секоја година по 9-10 дена Рамазан се поместува нанапред. Што значи во одреден период, затоа и се менува, некојаш доаѓа во лето, пролет, есен, зима, Рамазан секоја се поместува. Па еден човек во неговиот живот кој живее нормално некаде 70-80 години, може да дочека и во лето и во зима да го пости месецот Рамазан, што значи и најдолгиот период да го фати на постење, а и најкраткиот во зимно време, кога е некаде 80 часа се пости најкратко. Да, во летно време е потешко, имаме топло е, сепак денот е многу подолг за разлика од зима. Топло е плюс има повеќе часови, 13, 14, 15 часа, но сепак оној кој што одлучува искрено за Аллах со чиста намера, нема сомнение дека ќе успее да го испостига. Во текот на овој месец, како што кажавме, од изгреј сонце до зајди сонце, оние кои што постат, не јадат, не пијат вода, не смее да се пуши цигари. Значи, тоа е, да, веќе тоа е дефиницијата на постот. Самиот збор пост, кој потекна од арапски оригинал, зборот саум, значи прекинување на нешто. Или запирање, или има каде што се преведува и како ќутење во етимолошки аспект, значи во јазичен аспект, се спомнува дури и во Божјата книга, во Куранот, кога Светата мајка Марија
или по-исламски Мерием, кога го роди Исус или Иса алейхи селам, неколку нечестни луѓе или некои кои почнаа да се сомневат во тој момент и се обратија каде го најде ова дете без да бидеш во брак, без да си мажена. Таа на никого ништо не одговори, него само велеше јас постам, во тој момент постоење без давање одговор, без зборување. Додека во терминолошки аспект зборот саум или пост значи прекинување на секаков вид на храна, секаков вид на пијалок кој е нормално во суштина дозволен за пијалок според исламот, се што може да се јаде, да се пие или како што и спомнавте, чато, цигара или мастика или било се што е храна што се храни човек преку уста или што се пие, исто така интимните односи помеѓу брачниот пар во текот на посто, од првата мугра, од раната утрина, значи првиот сјај кога се обелоденува, кога почнува денот да доаѓа, од тој момент се прекинува, па се до заоѓање на сонцето до вечерта, фактички тоа по часови од 3:20 наутро, па се до 20 часот на вечер и 7-8 минути, секој ден се поместува по една минута, па ќе стигне до крај на Рамазанот до 20 и 21 минута. Сето ова значи дека постот тука во овој период се забранува јадење, пиење, сите овие работи кои ги спомнавме. После тоа нормално се продолжува со храна и со пиење. Овде мора да напоменеме уште нешто, дека ова мора да биде со чиста намера. Значи со чиста цел. Целта која треба да биде? Целта треба да биде дека ова се прави во името на Господ или во името на Аллах. Со таа цел, ако постиме, значи постот е прифатен. Не смееме во никаков момент, во ниту еден случај, да помислиме да постиме оти традиција, оти секојаш постеле нашите, или ради диета, да не правам диета, ќе постам, ваквиот пост не е прифатен. Господ или Аллах нема потреба од ваков пост. Нема потреба ние да стоиме гладни. Нема потреба ние да бидеме жедни во текот на ден. Него постиме со цел само да постигнеме кај Аллах, да бидеме што поблиску, што по-богобојазни, богоплашливи, страф и почит кон возвишениот Аллах и да бидеме душевно што по-прочистени, поблиску до Аллах. Исто така моралните вредности да ги зацврстиме, да се организмот истовремено прочистување на самиот организам и така натаму. Затоа самиот пост има 3 категории. Значи, првата категорија на пост е ова која спомнавме. Отргнување или оставање храна, јадење, пиење, вода, сите тие работи. Втората категорија на постот е, за да се достигне постот, вели, верникот треба да се потруди и своето око да го чува. Значи, од гледање во неубави работи, или и неговата уста да ја чува, или неговиот јазик од зборување на лоши зборови, бидејќи оној кој пости и цело време зборува грди зборови, погани зборови, неморални зборови, вели, тој го оштетува постот, па може од неговиот пост да нема ништо. Или да не дај Господ да чува својата рака, да не фати нешто што не е негово, што се кражба или сетото. Значи, овие работи кои, иако човекот и надвор од месец Рамазан треба да ги почитува, посебно во месецот на постот, додека постиме треба да биде многу внимателен. Ова е втора категорија. И трета категорија на учениците, исламските наученици, врз основа на учењето од Куранот и препораките на Божиот посланик Мухамед алейхиселам, тие велат човекот треба толку многу да биде внимателен, дури совеста, мислите да му бидат чисти. Да нема ни во душата, ни во разумот, ни во мислите да нема некоја омраза према некој или некој зло према некој. Ако ова е третото веќе многу тешко за да се постигне, посебно во денешно време, но за да биде 100%, ова е тоа што се бара од еден верник. И на крај, сепак човекот колку и да е совршен, колку и да е принципиелен, колку и да е подготвен да го дочека овај пост и да го испрати целосно, како што треба со сите
услови, сепак човек како човек е тој што може да направи грешки. Тука повторно имаме уште една опција во која не учи нашиот пророк Мухаммед и вели дека ако вие успеете да го испостите здрави и живи овој пост, вели на крај секој еден постач, секој еден муслиман, без разлика дали постел или не, бидејќи тоа е обврска сама во себе, но оној кој постел, кој дава една врста милостина, тоа е садекатул фитр во исламската терминологија се нарекува, со тој садекатул фитр кој е мала сума на средства, една врста милостина, 150-200 денари или 300 денари за секој еден член во семејството, со тоа на крај се очистува постот и постот стига кај возвишениот Аллах како еден лист бел без да има нито една црна точка. Значи, прочистен постот од секоја гребнатинка, да кажеме, или од секоја негативна работа. Затоа овие се тие три категории. Секој еден што ќе успее да ги постигне, навистина постот може да се надева дека постот му е прифатен, а постот е нешто што има посебна карактеристика во исламот. Тоа мора секој еден верник да го знае. Бидејќи возвишениот Аллах вели, секој човек се што прави, прави за самиот себе си. Секој добро дело што го направи, го прави за себе. Аллах вели, постот го правите за мене. И вели, јас знам како ќе ве наградам. Значи, постот е специјално се прави за Господ. Специјално се прави за Аллах. И вели, јас знам како ќе ве наградам. Значи, тоа во некој аспект го чува возвишениот Аллах, може би и во тајна, каква голема награда ќе биде за постачот, но од друга страна има и едно пренесување каде вели пророкот Мухаммед дека секој еден постач во другиот свет, кога луѓето ќе се определат кој ќе биде во рај, кој во пекол, во рајот има една врата, која името на таа врата е Рејан, а таа врата специјално ќе биде за секој постач кој постел во рајот или во џеннет ќе влегува преку таа врата. Колку денеска верниците ги почитуваат сите овие работи кои што ги споменавте кога е во прашање постот, односно колку во целост овој месец го почитуваат? Видете, никогаш не може да се случи тоа 100% да се почитува, иако треба 100% да се почитува постот, но нажалост се случува да еден добар број, не е минимален, добар број кој не ги почитуваат верските одредби, мислејќи дека овие се само некои традиции или дека се посебни за некои категории на луѓе само да ги извршат. Мора секој еден верник да знае дека постот е еден од 5 столбови на верата, на која се наслонува верата. Значи, првото е сведочењето во еден и единствен Аллах или Бог, верувањето во пророкот негов, Мухаммед, 5-дневната молитва, клањање, џамија или дома или на работно место, било каде, постот, давање на една врста милостина, зекјат и хаџот, посета на светата џамија во Мека. Овие се 5 столбови во кои се потпира исламот. Има луѓе кои не се навистина свесни дека за непочитување на ова следи казна. За негирање на еден од 5 услови на верата се излегува и од верата. Но сепак јас морам да потенцирам една работа, бидејќи секој ден и секоја вечер сме на терен, во сите џами има доста голем број на верници кои присуствуваат на дневните молитви. Постот е нешто скриено што не може да го знаеш дали пости или не секој, освен оној кој јавно се прикажува. Но врз основа на бројот на верниците кои присуствуваат на молитвите во џамите, има доста подобрување од минатото. Од минатото, зашто? Затоа што сега во моментот функционираат 6 џами во градот и 5 во околината во селото. Скоро 6 џами во петочните молитви се полни.
вечерните молитви скоро повеќето од нив се полни. Што значи дека видливо е промената бројката на оние кои ја почитуваат верата. Од таа точка, почнувајќи од таа гледна точка, мислам дека и има доста верници кои го постати месецот на Рамазан. Во споредба со тоа, кога јас сум почнал 2002 како верски службеник и работеле 2 до 3 џами максимум нередовно, немало толку голем број на верници. Да не зборуваме кога сум бил прва година на средно, кога работеле 2 џами и имало по 30-40 души на петочна молитва, која е главна неделна молитва, а денеска се сите полни. Значи, свеста кај луѓето е доста променета, а и нормално активноста на имамите, на вработените во џамите, значи активноста на муфтиството довело до ова промена. Се надевам дека и понатаму ќе се продолжи со овој тек на работа, да целта е да биде една единствена. Луѓето да му се покаже вистинскиот и правиот пат. Бидејќи ние денеска младите ги имаме по ноќни клубови, со алкохол, со дрога, со сообраќајни несреќи, со многу лоши и негативни работи. А моралноста е на крај проширена. Значи, тоа е уништување на едно општество. Ние мора сите сили да ги здружиме. Како верски заедници, како организации, вие како медиуми, нон-стоп да ги повикуваме да се отрнат од тој лош и негативен пат. Бидејќи еден човек кој растел со алкохол, со дрога и со такви деструктивни работи, утре дента да одржува семејство, да креира семејство и општество, тоа е многу тешко. Еве да кажеме кој се треба да пости ако е ослободен од постот? Значи вака, кога сме кај постот, убаво е да се напомене уште нешто, дека постот, возвишениот Аллах вели дека обврска му е на секој еден верник да пости. Како што било обврска да постати поранешните народи. Значи, постот не е нешто ново што се јава кај нас муслиманите или кај исламската вера. Него постот постоел и во христијанската, и во еврејската, и од првиот човек Адам или Адем алейхиселам. Значи, постот како верски чин, како метод на обожавање на Аллах, кој е императив од страна на возвишениот Аллах, значи обврска да се пости секој еден верник, тој постоел и во минатото. Формите може би да биле различни. Јас веднаш како пример можам да ви го напоменам и тоа дека кога Мухамед алейхиселам се пресели од Мека во Медина, тој постел 10 дена во текот на еден месец по име Мухаррем според исламскиот календар и постел по 3 дена во годината. Потоа доаѓа наредбата од возвишениот Аллах дека ќе се пости месецот на Рамазан еден месец, кој трае 29 или 30 дена. Сега, кој има се обврска? Секој еден, нормално, првиот услов е да биде муслиман, да е припадник на исламската вера, за овој пост да го пости, потоа треба да биде полнолетен или полнолетен според исламските научници, според шеријатот се смета оној човек кој е влезен во пубертет. Сега тука зависи од околината, некој и климите, 12, 13, 14 години, кај машките има разлика, кај женските исто така. Значи, треба да биде полнолетен, треба да биде психички здрав и треба да знае дека дошол месецот на постот. Бидејќи може да се случи да живее човек во една околина каде нема никакви информации, не стигнале до нега дека дошол месецот на пост. После тука овие се како предуслови. Возвишениот Аллах ги брои овде категориите на постачите, кои имаат обврска да постат, кои не. Исто така, овие се 4 категории кои ги напоменавме, кои треба да ги исполни човек. Потоа треба да биде здрав, физички да биде здрав, да не има некоја болест, и тој треба услов да се исполнува, да не биде на пат, тргнат на пат, кој ќе трае повеќе од 70 километри. 70, 75 до 80. Ако патува, дозволено му е да не пости.
Не е морално, но ако мисли дека ќе му отежне при патувањето, при возење, посебно ако вози човек и ако има потешкоти, слободно може да не пости. Значи треба да не патува, тој е еден од условите за да пости. И исто така, кај женскиот род да не биде во месечен циклус за да може да пости. Овие се тие услови кои треба да ги исполнува човекот. Сега тука, кога веќе сме овдека, да напоменеме и нешто за појасно да биде на граѓаните. Бидејќи често пати луѓето велат јас сум болен, не постам ради ова, ради она причина и така натаму. Мора да се види што се подразбира под таа болест која човекот има, да се дали таа може да даде олеснување, да не се пости или како да се постави. Ако болеста е тешка, која во текот на денот, во овие часови кои ги спомнавме, мора во тој термин определен термин, да кажеме во 12 часот напладне да се зема терапија. Тој човек, ако таа болест е привремена, во тој ден нема да пости и ќе го допости во после месецот на Рамазан, кога ќе може. Ако евентуално болеста е трајна и не се лечи, како што некои кардиоваскуларни болести, притисок, шеќер, не знам, има повеќе и тоа има категории, има луѓе кои постат, иако имат тие болести, но зависи колку може да издржи. Тие луѓе, ако имат трајна болест, значи нелечлива болест, се додека се живи таа болест ја имат, пример, оние кои се со шеќер, кои мора инсулин да примат во текот на денот, таквите ситуации ослободени се од пост, но за да ја добијат наградата на постот, обврзани се од страна на возвишениот Аллах, на крај на месецот 29 дена се пости, за 29 дена да се дава во врста на милостина по еден оброк, дневен оброк за еден сиромав. И тоа е пресметано во пари, зависи од категоријата на луѓето кои не постеле или кои биле болни, 150 денари, 200 денари или 300 денари се плаќа еден ден, со тоа што него му се смета, се рачуна како да постел и за тоа ја има истата награда како и постачот. Тука во ова категорија на луѓе влегуваат исто и луѓето кои се влезени во длабока старост, кои немат можеби болест, но се влегле во длабока старост, имунитетот е толкав, силата е толкава, тој не може да пости, нема шанси дека да се надева на опоравување, на подобро, исто и овој постапува по ова правило, на крај на месецот го исплаќа посто по тие три категории кои ги напоменав, во зависност каква е економската состојба на човекот кој не пости. Значи, од кога ќе завршат 29 дена пост, на крајот се одредува кој колку дена, пример, ако некој човек не постал 2 или 3 дена, колку треба на колку семејства, пример, оброци да му се даде? Значи вака, за по-конкретно и појасни да бидеме, се работи за човек кој не постел, кој нема надеж дека ќе оздрави за да испости. Но човек кој акцидентално се случило да биде болен во месецот на Рамазан, оздрави, тој ќе се испости после тоа. Но човекот кој има трајна болест и неизлечлива болест, тој 29 дена ќе плаќа по еден оброк пресметане, колку 200, 300 дена на едно семејство или на еден човек. 29 дена, 29 по 200 да рачунаш денари, колку доаѓа тие, се исплаќа и на тој начин се рачуна дека постот е добиена е наградата, алегорично, иначе реално дека човекот не постел, но со тоа што се укажува помош на потребни, тие кои имаат потреба, со тоа се добива награда кај возвишениот Аллах. Кога е празнувањето на светиот месец Рамазан, постот е една од работите кои што ги правите, но е она што најмногу го знаеме и сме запознаени со тоа. Што се со останатите работи кога се празнува светиот месец Рамазан? Значи, додека сме во светиот месец Рамазан, освен постот, 5-дневните молитви кои се во текот на целата година, две битни работи
се случуваат што 8% ние се нарекува и месец на Куранот, на Божјата книга. И препорачливо е да во овој месец што повеќе се чита Куранот на арапски, на оригиналното писмо на кој е објавен. Па дури препорачливо е и да се во овој месец на Рамазан верникот да се потруди да го научи арапското писмо, за да може во оригинална форма да го чита Куранот. И постот заедно со Куранот на судниот ден ќе сведочат за секој еден постач и за секој еден читач на Куранот пред Бога да тој днесе казна. Освен ова, во текот на месец Рамазан има уште една доброволна молитва која се прави секоја вечер, таа се вика терави молитва, терави намаз. Секоја вечер од 10 часот до 22 на вечер, до 23 часот некаде, трае таа молитва. Пред секоја молитва, во секоја џамија има предавање со која се едуцира младината и верниците кои се во џамија. Претежно предавањата се од морален аспект. И некои правила како да се врши молитвата. Освен ова, нашиот посланик овој месец го делил 3 дела. Рекол, првите 10 дена од овој месец се милост од страна на Господ и вели кој возвишениот Аллах ќе го погледне со окото на милоста, тој човек нема да биде казнет во овој месец, во судниот ден. Исто така, вторите 10 дена вели се опрост. И секој верник кој пости во тие 10 дена, кој ќе побара од возвишениот Аллах ќе биде опростен од неговите гревови, и последните 10 дена од месец на Рамазан се спас од огнот на џехенемот или пеколот. Значи, секој еден што ќе ги испости и се помоли, возвишениот Аллах ќе го опрости, односно ќе го спаси од огнот на џехенемот. И тука во последните 10 дена не учи нашиот посланик Мухамед алейхиселам дека се наоѓа и ноќта во 10 непарни ноќи од 21, 23, 25, 27 и 29, дека тука се наоѓа и ноќта на Кадр. Што е таа ноќ на Кадр? Ноќ на одредби. Во таа ноќ се објавила Божјата книга Куранот. Првиот збор Икре, читај, студирај во името на Аллах. И вели кој ќе ја затекне ова ноќ? Кој ќе ја затекне ова? И се моли и бара од возвишениот Аллах се што има потреба, вели нема да му се одбие довата, молитвата. Нема да му биде одбиена, бидејќи возвишениот Аллах вели таа ноќ е вредна колку 1000 месеци. 1000 месеци се 83 години 4 месеци. Значи, вредноста на таа ноќ е колку 1000 месеци. Секој што ќе затекне таа ноќ, во 10 непарни ноќи, во месецот на Рамазан, во последните 10 дена, вели и ја затекне, молејќи се, барајќи од возвишениот Аллах, Аллах ќе му даде тоа што бара. Овие се неколку од тие што ги набравме, има и доста други активности, хуманитарни акции се прават, трибини се прават, различни ифтари се, секој сака еден ифтар да даде, затоа што посланикот не учел дека макар ако немаш друго една чаша вода за вечера на постачот да му дадеш, секој се труди да даде на вечера еден ифтар, секој сака да направи некоја активност, на тој начин што цел месец е со различни активности, се очекува да имаме уште една трибина за враќањето на Мухамед алейхиселам во неговото родно место Мека, ифтарот традиционалниот во соработка на нашето муфтиство и нашиот град со општина Бајрам Паша, па и на крајот на месецот нормално дека тие активности се зголемуваат во број со собирање на... Што после 29 дена пост? Откако ќе заврши светиот месец Рамазан? Значи, во една ситуација нашиот пророк или пратеник Мухамед алейхиселам кажа на неговите другари, вели, на крај ќе се земат наградите. И оној помисли и го постави прашањето баш за ова сега што зборувавме, дали вели се однесува на ноќта на Кадр
о посланиче, вели не работникот кога ја зема платата, ученикот кога ја зема дипломата. Значи, по завршувањето на ова сето, што го спомнавме, постот 29 дена, 30-тиот ден е ден на Бајрам. Тогаш се земат наградите. Тој ден е ден на награди кој возвишениот Аллах му ги дава на тие кои постеле, на верниците. Значи, денот на Бајрам кај нас е познато традиционално само по баклавата. Значи, фактички, не е суштината баклавата и благото. Тоа е само разубавување на софрата. А на вистинската награда доаѓа на овој свет е чувството, радоста на Бајрам. А другата награда, вели, нашиот посланик е во рајот или во дженет, за постачот. И после тоа, нормално дека завршва постот, нашиот пророк и тука ни укажува како да постапиме, вели да бидете вистински верници, а да не бидете само рамазанли, само сезонски верници за еден месец, него да бидете вистински верници за цела година. Бидејќи вистинскиот верник после месецот на Рамазан 6 месеци од како ќе помини, вели тој размислува да ги дочека следниот месец. После тие 6 месеци тој се моли следните 6 други да му даде Господ здравје за да го доживее и тој. Значи, сето ова што го собира во овој месец на Рамазан, да го испотроши до следниот месец на Рамазан, па потоа повторно да има енергија за да продолжи со следниот. Вистинските верници рекле вака, кога, и тоа е еден цитат од нашиот пророк, кога би знаел човекот колку е вредноста на постот, тој би сакал цел живот да биде пост, или цела година да биде пост. Од причина што вредноста и наградата е огромна за постот. Земајќи од душевен аспект, материјален аспект, од здравствен аспект, бидејќи тука се сочуват две струи, материјалното и духовното. Духовното секогаш влечи кон она доброто, материјалното секогаш влечи кон она, да кажем, животинското, на материјалното, на животот, да не кажам на негативата, а преку постот го зацврстуваш својот дух и си многу помоćен и подсврст. Затоа што научниците рекле не само тоа дека постот е еден прво и битно обожавање на возвишениот Аллах, постигнување на богобојазност, стравопочит кон возвишениот Аллах, чистота на душата, но рекле тие дека многу научници дека и операција без нож. Значи има доста доктори кои се некои нобелисти, тие повикуваат, еден од нив е Алексис, тие повикуваат на пост во текот на една година за човекот да се очисти од бактериите и микробите кои ги има. Има доктор Мухамед Захевил кој вели исто така постот помага при кожните и болести. И тоа е објаснува на некој начин, јас не сега многу да навлегувам во медицина, не е моја гранка. Вели храната и водата која пиеме надвор од месец на Рамазан, во текот на месец на Рамазан, додека постиме, немаме доволно храна и вода во нашиот организам, па вели преку тоа се намалват или се отстрануваат тие кожни болести на некој начин преку крвта, преку протокот на многу крв, вода во организмот и така натаму. Затоа и многу доктори го нарекле постот операција без нож. Многу доктори повикуваат на пост. Може би не е ваков конкретен како што ние зборуваме 29 дена, но секако ќе те рече 10 дена една врста на диета или така натаму. Верникот треба да биде внимателен, иако пости за ифтар вечерта да биде прецизен, да не претера со јадење, бидејќи затоа Мухамед алейхиселам, нашиот пророк, препорачувал со хурма да се почне вечерата или ифтарот. Зошто? Затоа што хурмата сега е потврдено, медицински е потврдено, дека многу е лесна за желудникот да ја проработи. Кога е празен желудникот, нормално дека хурмата била многу и лековита и лесна за
желудникот. Сето тоа е намерно и смислено кажано, не случајно. Муфтиството во Битола мора да кажеме дека не сте активни само кога е во прашање празнувањето на светиот месец Рамазан и самите кажавте дека со тоа што се пуштија на повеќе џамии со нивната реконструкција се зголеми и бројот на верници кои што доаѓаат и на молитвите за пофалба не само кога се во прашање и исламските верници, туку и општо туристите во градот Битола го заживеа и туризмот во нашиот град. Да, интересно е навистина што Битола е, речиси, секој ден со туристи од различни држави, а една од причините, и мислам дека доста добра причина, и џамиите кои ги имаме во градот Битола, посебно со Исак Челеби џамија и Хајдар Кади џамија, кои двете се реставрирани од страна на турски донации. Едната е преку ТИКА, другата е преку генералниот директоријат на Вакфи од Анкара, Хајдар Кади фактички таа е од генералниот директоријат на Вакфи од Анкара, Исак Челеби од ТИКА, и двете се прекрасни џами во градот Битола, кои беа навистина после долго време, нормално, оставени во милост и немилост. Исак Челеби функционираше колку толку беше одржувана, но Хајдар Кади 104 години беше вон потреба. После 104 години повторно се пушти во потреба. Верувајте, толку многу оштетена, толку многу нечистотија во центарот на градот не беше видена. Но фала му на Господ што ги испрати тие добронамерни луѓе кои го реализираа тој проект за реставрација и реконструкција на Хајдар Кади џамија. Денеска е во Балканот, се нарекува како принцеза на Балканот. Сето тоа со максимален вложен труд на Битолското муфтиство, исламската заедница на чело со поглаварот Реис Улема, Хаджи Сулейман Ефенди Реджепи, и со генералниот директоријат на Вакфи од Турција, кој се реализира тој проект. И денеска Битола има фактички туристи толкав број, што не само џамите ги посетуваат, него е посетен и градот. А тие тука веќе нормално дека треба да купат нешто и остават некој динар за градот Битола, а тоа е добро за нормално и за економијата во градот. Завршува и уредувањето на дворот на Исак Челеби џамија. При крај се надевавме дека може и пред да почне посто, но ете остана, после изгледа кај да е кон крајот, и тоа ќе биде нешто фасцинантно, посебно партнерното уредувањето на паркот, со клупи, со многу убави цвеќина, кои се професионални фирми го изработуваат. Тоа не е обично садење на трева само, него има, можам да кажам, 20-30 врсти на цвеќина и готови дрвја посадени. Осветлувањето е нешто фасцинантно. Оградата, да не дискутираме, нема човек кој ќе помине да не ја бендиса на џамијата, и фонтаната, која се надеваме дека ќе биде нешто во градот посебно, која според проектот и реализаторот на проектот, фонтаната треба да биде со посебни помпи за прскање на вода, која ќе биде различно при секоја пригода. За посебни делегации ќе има посебна прскање на вода, за празници државни, за верски, за секојдневни. Значи ќе биде со неколку начини на испуштање на водата на најмодерен начин. Значи од 21. век кои се користат методи во светот за најубави фонтани. Тоа е богатство за нас како исламска заедница, ама пред се богатство и за цел град. Бидејќи тука тој круг ќе биде отворен за секој еден граѓанин на град Битола кој ќе сака да одмори под сенка, свежа вода и да се прошета, тоа ќе биде убавината на нашиот град. Да се надеваме дека со средувањето на дворот, отварањето на џамијата, вратите на џамијата за туристите, не само туристите кои што доаѓаат од Турција, од Грција, туку тоа ќе биде едно доживување и за граѓаните од Битола, и тие да бидат туристи, да ги погледнат овие убавини. Значи џамиите се отворени, Хајдар Кади отворена во секој момент за посета. При завршување на работите во Исак Челеби, и таму ќе
биде нон-стоп џамијата отворена за посета на граѓаните на град Битола, дворот, џамијата натре. За туристите веќе да не зборуваме. Туристи ќе има од секаде, и од Турција, од Грција, и од Индонезија, дори имаме од секаде имаме, значи, во градот и во посета при џамите. Јас сакам верниците што почесто да ги посетуваат верските објекти. Од причина што кога постои кај некој одреден број на луѓе каде имат дали фобија или страв, мислат дека ако влезат во верски објект нешто ќе се случува или како ќе биде или јас мислат не сум спремен за да влезам. Не, секој еден човек треба да влезе бидејќи верскиот објект, било џамија, било црква, тоа е место каде само може добро да излезе. Не може да има негативна работа. Јас во Гоце Делчев на учениците од 6 одделение му предавам етика на религии, каде секоја година, кога ќе се учи за верските објекти, лекцијата, тие мора да ги посетат верските објекти. И џамите, и црквите. Да се запознат со различните култури, да нема кај луѓето предрасуди. Дека оној што вика во џамија што прави, или кога бие камбаната што... Ништо, едноставен е одговорот. Кога имам одвиг, ги повикува верниците со езан на џамијето 2-3 минути кратко трае, ги повикува да се јават на молитва. Ги повикува на спас, да се подсетат на Господ, на тој кој ги створил. Бидејќи големите обврски, секојдневната работа, трчањето горе-долу не заборава или забораваме да се подсетиме дека кој сме, кој не создаде, од каде дојдовме и каде ќе одиме. Тоа е целта на молитвата и на верските објекти. Господине Расим, јас ви благодарам што денеска еве одблиску на нашите гледачи успеавме да им ги донесеме сите обичаи и се она што е карактеристично за постот кога е во прашање празнувањето на светиот месец Рамазан. Благодарам и на вас. Исто така сакам да му го честитам уште еднаш на сите верници овој пост. Господ да му го прифати, а Господ му помага на секој еден искрен верник, па дури и времето ни помагна, свежо време за пост лесно. Се надевам дека до крај ќе биде вака. И се надевам дека Господ на сите ќе ни го прифати постот, а и на сите граѓани во чест на овој пост Господ ќе му даде добра на овој град.